Повелете ако има прашање. Мислам, че денеска кандидатот за градоначелник од ВМРО ДПМН имаше свој обраќање, отчет, да кажеме, од владата што според него во изминатите 3 години владата на Република Македонија инвестирала над 100 милиони евра во општина Струмица и она што е изградено во Струмица, како што вели Пишев, е благодарение што таа влада возможила буџетот на општина Струмица да изнесла толку голем 16 милиони евра, од кои се направија според него плошадот, улиците и сето оно друго што е направено во Струмица. Исто така денес имаше пресконференција и председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Струмица, господин Пакетов. Тој обвини вас дека она што го ветевте зоната Сачево со 18 фабрики и над 2000 вработени во таму нови вработувања, ништо значи од тоа и исто така со уште едно обвинување дека ништо тој IT центар што требаше се биде во Струмица и 700 нови вработувања што вие не ги најавувавте. Ваши коментари за овие две пресконференции? Благодарам на прашањата. Еве вака прво. Да кажете дека благодарение на државата која што ги донесела овие закони, Струмица е денеска тоа што е, само ќе кажам. Законите за децентрализација на власта, од каде што тргнаа сите општини, ги донесе Социјалдемократскиот сојуз. А колку тоа власта донела закони, ај да правиме паралела и споредба на Струмица со било која општина во Македонија. Ако сака господинот Пишев, можеме да го препишеме и плоштадот во Струмица нему, и глобал, и сите канализации, водоводи во селата и во градот, сите нови улици, нови тротоари, се да му препишеме. Струмичани живеа овде во Струмица овој период и апсолутно дрско е да им се каже дека власта ги направила овие работи. Власта го направи патот Струмица Радовиш, Пеки, фала им, убава работа за Струмица. Власта го направи патот Куклиш Банско, фала им, Пеки, убави работи за Струмица. Но да кажете дека сте направиле нешто кое што сите знаат, со кој труд, во кое време, со кои средства и со кои напори го направил, тоа апсолутно е повеќе од дрско и секој што се обидува да ги замајува граѓаните со оваа работа ги лаже. Во врска со IT центарот, тоа е една инвестиција која што не успеа во Струмица. Градоначалникот Заев ја афирмираше, ја поддржуваше. Такав е редот, така е намерата да биде. Градоначалникот е должен да го пречека секој најавен или потенцијален инвеститор, да ги создаде сите можни услови, за дај Боже да успее било која инвестиција. Посебно ако врзува вака споменати огромен број на места. Сторив се што беше од моја страна. Направив се што и повеќе очекуваа од мене. За жал оваа инвестиција не успеа. И јас не бегам од тоа. Успеале многу други инвестиции. Зона Сачево е зона во реализација. Сите видоа на лице место дека далмоводот е дислоциран. Главната пречка за отпочнување на градба. На сите 16 купувачи на земјиште заради изградба на производствени погони и фабрик. 8 одобренија за градба имам издадено. До пролетта ќе бидат сите одобренија за градби издадено и оваа индустријска зона ќе се гради. Не само ова, ќе се гради индустријската зона околу Агрокор, ќе се гради индустријската зона на излезот од Дабиле, зад Лукоил бензинската, ќе се гради индустријската зона околу зона Север, ќе се гради индустријската зона кај Краварникот на излезот кон Василево. Овде даваме секој ден одобрение за градба и овде ќе расте Струмица. Како што и досега, за пример, растеше пред сите други општини. Подсетувам, во овие неколку години изминати наназад, имам дадено одобрение за градба на 35 нови фабрики и производствени погони. Тие се овде наша реалност, секојдневно ги гледаме и функционират. Тие се објекти кои што се ставени во функција, работат, плаќаат даноци на државата, дават плати на нашите сограѓани. Со тоа темпо и никако поинаку Струмица во иднина ќе се развива. Градоначалниче, Повелете. емотивно настапивте во претходниот пресо. Дали искрено верувате дека партија како ВМРО ДПМН ќе го слушне вашиот глас, докажувајќи дека тие до сега ја погазија демократијата и дали се свесни на која оставате Струмица? Еве вака, јас сум непоправлив оптимист во вербата кон мојата земја и кон мојот народ. Тоа што не се случува од оној што е одговорен да го направи, порано или покасно ќе го направи. Заради тоа што исправно е да се разговара, да се дебатира и да се наоѓаат решенија.
оној кој што има целата моќ во државата. Влада е 7 години со ова општество. Има 57 општини, има председател на државата. Ја има и најголемата одговорност во кој правец ќе се движи нашата земја. Јас сум не било кој градоначалник во оваа наша земја. Јас сум градоначалник на Струмица, а сум и подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Прилично упатен човек и трезвен следбеник на се што се случува во оваа наша земја. Следам се и знаам се. Вака нема идни на нашата земја. Со дрскост, со инатење и со демонстрирање на сила, притисок и видете кој е кој во оваа земја. Сум убеден дека на крајот сите ќе се отрезнеме, без разлика кој колку има вина во она што ни се случува. Затоа што мораме, постоиме и како политичари, и како политички партии заради овој наш народ и заради оваа наша земја. Ние сме должни да му бидеме слуга, сервис, а не да бидеме главно страшило во општеството во кое што живееме. Овој наш народ бара решение од нас политичарите, посебно од оние кои што се на власт. Така и мора да биде. Секаде низ светот, кога се појавувале вакви актуелни моменти, како што овој нашиот, порано или покасно следувало отрезнување. Така да верувам непоправливо во нормализирањето на работите во Република Македонија.